Дозволете денеска со огромно задоволство после презентацијата на Feasibility студијата пред заинтересирани представници на невладиниот сектор, здруженијата на граѓани, бизнис заедницата, општинската администрација, советниците и представниците на југоисточниот плански регион, секако и вас медиумите овде присутни, отвараме една многу важна тема за еден многу значаен проект кој што се надевам граѓаните на Струмица и целиот Струмички регион го очекуваат да се реализира во иднина. Овој проект денеска преку презентацијата на Feasibility студијата покажува неколку многу важни работи. Прво, покажува економска оправдливост на самиот проект. Второ, самата Feasibility студија понуди решенија за решавање на практичната имплементација и физичка реализација на самиот проект и на крајот секако испраќа силни пораки за нова потенцијална можност за развој на туризмот во Струмице и целиот овој југоисточен плански регион во Македонија. Ги повикувам граѓаните отворено да се вклучат во дебата на секој можен начин кој што постои, да испратат пораката до одлучувачите во општина Струмица, тоа се советниците, градоначалникот и секако институциите во општинската администрација, за да ги дадат правците на нејзиното идно имплементирање. Предстои период кога во наредните 20 дена ќе организираме донаторска конференција во канцеларијата на Европската унија во Скопје, каде што ќе ги повикаме сите потенцијални донатори кои што постојат и функционираат во Македонија, за да видиме евентуална привлечност за финансирање на самиот проект или партиципирање во финансирањето на самиот проект, за да знаеме понатаму да продолжиме со другите можности кои што ни стојат на располагање, тоа е јавно-приватно партнерство и секако на крајот 100% финансирање од буџетот на општина Струмица. Лично како градоначалник, ова е едно од моите ветувања пред граѓаните на општина Струмица на последните локални избори. Дадоа мнозинствена поддршка секако, но предстојат одлуките од страна на Советот, а секако и подстрекот кој што граѓаните треба да го упатат на нас. На крајот сакам навистина да се заблагодарам на професорот од Градежниот факултет, кој што заедно со својот тим работеа од љубов за ова Feasibility студија, заради тоа што само парите не го покриваат она што е сработено во оваа огромна обемна документација, која што има осврт на сите можни анализи потребни за овој проект. Морам да се заблагодарам на ГИС Ред, кој што учествува во најголем дел од финансирањето на оваа работа. Останатиот дел е финансија обезбеден од буџетот на општина Струмица, на југоисточниот плански регион, колегите градоначалници кои што дадоа поддршка и секако на администрацијата од југоисточниот плански регион, кој што беше вклучена во целото подготвување, помош на реализацијата на оваа Feasibility студија, секако на луѓето вработени во секторот за локален економски развој во Струмица. Ви благодарам. Значи, прва таква студија за овој транспортен систем. Сметаме дека резултатите кои ги добивме врз база на нив овој проект е економски оправдан, дека истиот ќе допринесе за развојот на туризмот и воопшто на регионот, нели посетеноста на регионот од туристи и од домашни и од странски, и сметаме дека проектот навистина во делот на економската проценка со техничките решенија кои што ги предложивме за траса, дека би бил корисен за граѓаните од општината и регионот на југоисточниот плански регион.